почитувани пријатели, почитувани творци, автори, добре дојдовте токму последна година, минатата година почнавме на 20 јуни, еве повторно една година потоа 20 јуни, втората роднокрена средба на авторите од Охрид и Охридско, на луѓето кои не потекнуваат од Охрид, но живеат во Охрид или не се родени во Охрид, но кога ќе им се соберат оддамат годините, повеќе години се тука, творат, создаваат и се надевам дека се соживуваат со нашето секојдневие и дел од нивното творештво сушност е на некој начин поврзано со нас, со нашиот Охрид и се разбира со сето оно што минуваат и доживуваат по нивните години. Мене беше драго што еве повторпат можам да ве поздравам на ова втора средба како идеја која има уште времето дека писателите, творците, создавачите покрај оние настани кои се промоции, издавање на книги, литературни читања и така натаму, би требало барем еднаш годишно да се видат меѓу себе, да се напијат едно заедничко кафе, што би се рекло, да се видат, да се едноставно тие млади генерации, таа спојка да се направи помеѓу она повозрастна и помлада генерација и мене ми е драго што такви лица гледам овдека во моментот, од сите генерации автори. Неколку мина ни се извинија дека не се во можност да дојдат, но ете ние сме ќе бидат заедно со нас во мислите и во она што ние го создаваме за оваа година. Јас минатата година ви ветив дека ќе се дружиме повеќе пати, тоа се случи, го исполнивме тоа ветување, имавме потоа средба во декември, во месецот за книгата, потоа приличевите беседи и така натаму. Тој континуитет и тој ритам се надевам дека оваа институција ќе го задржи понатаму и дека ние и до година, барем повторно, ќе организираме третата роднокрена средба. Минатата година, она што вие сите заеднички овдека го кажавме на овој простор, беше дека би било добро да се направи еден алманах или една книга, збирка на настани, односно на створби, токму од вас, за вас, од вас за нас, борувам за читателите, и тоа е тоа ветување успеав да го исполнам. 41 автор е тука застапен, не има многу повеќе, може би 3 пати по толку, но финансиските можности беа тие, временската ограниченост исто така. Ви благодарам што може би ви досадував преку Facebook групата и така натаму побрзо да се пратат материјалите, го знаете процесот на издавање на книга и мислам дека и така и се случи. Сум благодарен што сите тие кои што ги поканивме се озваа и успеа. Не само од нашава Македонија, туку ги имаме и луѓе кои се нашинци, кои живеат во Австралија, малку подоцна тоа Мирко Томовски како промотор на овој алманах ќе го каже, да не ширам многу во тој дел, но сакам исто да кажам дека сум многу позитивно лично како читател изненаден од квалитетот на творбите кои се понудени во алманахот. Вие ќе го имате, жалам што не можам да допредостите, бидејќи тиражот е доста ограничен, 100 примероци, ќе добијат по еден авторски примерок сите, веќе мислам дека веќе ви поделим на тие кои што се застапени. Дел ќе одат нормално во НУП, по другите наши колеги, библиотеки и така натаму, дел ќе бидат во издавањето, а можам да ви ветам дека наскоро на нашата веб страница, во делот каде што имаме за PDF простор на страницата за чување, ќе биде објавена цела книга, велики наше авторско издание, вие сите се запапени, оттаму ќе може секој да си ја симне, да има како електронска книга, и нормално и светот да ја прочита каде секаде кој што ќе се интересира и ќе влезе на нашата веб страница. Тоа е во современо време во кое сега живееме и достапно на секоја точка на земјината топка. Што би рекол друго, дека алманахот е отпечатен во Ирис Струга, благодарам и на печатарот, беше навистина ревносен, за само неколку дена отпечативме книгата, се потрудив јас како лектор да ја излекторирам, оставив и нормално поетска слобода и прозна слобода кај дел од авторите, каде што ради рима, ради ритам и така натаму мораа да останат некои зборови. Некаде се обидов да влезам во тој калап на 2700 зборови кои што ги барам, односно карактери, и се извинувам ако некој се почувства можеби навреден зашто моето дело треба да се скрати или не, затоа што знаете и сами дека да бидеме праведни на некој начин, колку што е можно, колку што дозволува просторот, да се сите застапени. Се извинувам на сите оние кои што не успеа да ги вклучат во проект, но ние што туку почнавме. Повторно годинава како национална установа, веќе сега знаете на крајот месец јуни се подаваат новите проекти.
го подготвив веќе овој проект, повторно за следната година ќе биде понуден, повторно со печатење на алманах, што значи сега ќе дадеме шанса, можеби на други автори кои што не се вклучени да бидат вклучени. За овој дел околу алманахот, од мене толку, ви благодарам што дојдовте, сакам да се послужите, отворите, напиете се, почувствувајте се како и секогаш како дома, затоа што всушност ова е ваша дома и наша дома заедничка, затоа што едни без други не можеме, ние мораме да комуницираме, да создаваме. Библиотеката е отворена за сите, особено за сите охридски и предстеронокрајни автори. Сега би му дал збор на господин Мирко Томовски, тој да го промовира. Сакам да кажам, без неговата помош, навистина не можеше да излезе алманахот, затоа што веднаш го замоливте, молам Мирко, дај состави еден баре почетен список на луѓе кои треба да бидат застапени, а потоа ќе го градиме и така заеднички го изградивме и се надевам дека нема да има некои луѓе кои што ќе се лутат зошто не сум јас сега, реков, то година ќе ги има тие, ќе имаат предност. Зошто сме тука, заедно сме посилни. Така е. И од мене добар ден. Добре дојдовте, ама поради тоа што мојата мисловна картичка се напластува со мисловна прашина, јас си ги ставам очиво. Почитувани автори, почитуван директоре, почитувани присутни. Мене ми припадна честа денес да кажам неколку зборови за првиот алманах на равнокрајните автори. Денес, уште еден убав ден, уште еден алманах, овој од 90 страници, со 41 равнокрајни охридски автори. Ако за секој збор, ако за секој автор се зема само по една минута, би требало 41 минута, а доколку се земат по две, би требало 82 минути. Затоа, јас ќе бидам краток, во корист на времето и во корист на втората промоција која што следува после ова. Си реков, ајде да напишам неколку зборови, неколку пофални реченици, ама овде во овој алманах се е запишано и напишано. Си реков да се впуштам да кажувам, да раскажувам, да прикажувам за секого по нешто, ама овде веќе се е кажано и прикажано. Си реков да почнам со фалби и пофалби, онака на повисоко ниво од наводници, со вметоци од странски зборови, кои ни го запустија јазикот, кои ни ги запустија и ги пустам нашите млади поколенија, кои меѓусебно подобро се разбираат, да не речам комуницираат на англиски јазик, отколку на својот мајчин. Токму поради тоа, овде, во овој алманах и во сите алманаси на сите наши творци од давнини до денес и утре е браната, поточно од браната во зачувувањето на мајчиниот македонски јазик. Си реков, нема да се изразувам фантазирајќи со некакви литературни принови, зашто тоа не ми доликува, а и некои други го прават подобро. Си реков, нема да споменувам имиња, со што не сакам авторите да ги бојам едни од други, бидејќи сите овде застапени и оние кои што не се застапени, поети и прозаисти, за мене се исти. Ето, ненамерно редејќи ги зборовите, создадов и рима. Но да се вратам на претходната реченица. За мене сите автори се исти, не по своето творештво, туку по она човечкото, овоземското. Си реков, нема да споменувам имиња, иако знам дека читајќи ќе се препознаеме и веќе се знаеме, се препознаваме. Во овој алманах застапени се и авторите кои ја бараат душата, понесена во позајмениот куфер, а пак таа не може без татковината. Каде? Овде или таму? Прости ми татко и јас сум татко. Во едноминато време запиша авторот во неговата стихозбирка на Струшките вечери на поезијата. Каде? Овде или таму? Таму или овде? Си реков, нема да споменувам имиња за да не ги двојам авторите едни од други. Велат не нема, ама еве сме. Овде.
со надеж и идната година да бидеме тука, овде, се надевам и во поголем број, на купче, заедно со оние кои од различни причини денес не се овде. И на крај, дозволете, од името на сите застапени автори, да му се заблагодариме на директорот на библиотеката Григор Проличев, господинот Милчо Јовановски, и сите други кои овозможија јавноста да го спознае овој алманак, овие автори и нивните твори. Здрави! Благодарам на Томовски, благодарам за честитките упатени до мене. Јас искрено се трудам да работам така како што треба. Библиотеката да го има тој вистински сјај како што го заслужува. Овде гледаме луѓе кои претходно биле дали во управни одбори, дали директори, дали соработници. Значи битно е библиотеката се движи, да оди напред, да квалитетот на не само на услугите, туку и на оно што го нуди како проекти да биде на едно повисоко ниво и од ова, затоа што само така ќе не биде. Ние сите треба да работаме во заштита на македонскиот јазик, македонската култура и македонскиот идентитет. А ние сме први на тој браник, луѓето кои работат во културата, во библиотеките. Иако велат дека културата е потрошувач, јас би рекол не. Културата е таа што раѓа и иднина и раѓа и квалитет во сите други сфери. Сега ќе го замолам и колегата Николчо кој е таму, дека да не префрли на другата промоција. Ние годинава имаме уште еден проект преку Министерството за култура, како и овој претходно што е, значи, алманакот, односно ова втора годишна средба. Се работи за равнокрајни автори, аудиозаписи 2024 година. Јас уште во раните почетоци на првата деценија, би рекол од 21 век, ајде сега ќе се бркаме со датумите, 2010 година, како надворешен соработник во библиотеката, како новинар, направив едно DVD издание, исто така вакво, во кој беа застапени 10 автори опритски од она повозрастна генерација. Потоа 2 години подоцна дојде уште една тура, уште 10 такви автори. Гледав да бидат тоа оние повозрастни генерации и така натаму. Како трета исто така седе дојде со 5 равноокрени критичари, охриѓани кои потекнуваат Пандев, почнувајќи па Милан Демчинов и така натаму, да не ги редам сите. И тие се веќе во таа културна меморија на библиотеката ги имаме, ги посетуваме со аудио, со избор од нивното творештво и со дел од фотографии како спомен. И после една пауза, да речем од скоро 15 години, решив минатата година да конкурирам наново со еден проект во кој што сметам, бидејќи доаѓа млади или една средна генерација на автори кои треба да се зачуваат повторно на некој начин во оваа работа. Од тие да не се почувствува навреден е по највозрастниот нормално Мирко, но бидејќи не вреден во претходните, сметам дека треба да го има во оваа генерација, со оваа помлада генерација, да биде на нивно чело или како прв по тој проект. И одбрав, ги читате, Мирко Томовски, Марина Икономова Шотева, Марина Шикова Димовска, Јордан Коцевски, Маја Мојсовска и Сашо Димовски. Мислам дека помалку го знаете, тој човек не е толку присутен, е директор на Националниот театар Јордан Хаджи Константинов Джинов во Велес, инаку познат охридски македонски драматург, писател и поет, и се надевам дека во некоја друга пригода ќе го имаме и него како гостин во оваа библиотека. Сакам да споменам сега, да замолам, за да видите како изгледа едно, што содржи DVD-то, мал дел, ќе ни помогне Николче. Например, еве, имаме фотографии. Да. Еве, кој било? Јордан Коцевски не е тука, ма ево, нека виден прво е таму најгоре, не. Или кој било? Ево, Маја Мојсова, кој било? Имаме фотографии, значи, по 5 фотографии во секое, од луѓето се застапени. Потоа имаме биобиблиографија или биографија, па потоа и извадоци од текстови, значи нивни, она што самите автори ни пратија, кога ќе го отвори човек DVD-то и кога ќе го има или ќе влезе подоцна, бидејќи се тоа ќе биде ставено исто така и на нашата веб страница, ќе може да се запозна со авторите одблиску. Да не губиме време, да не ги одгледуваме сите, подоцна ќе имаме еден пресек од аудиото и тоа ќе го чуете овако, да видите што всушност поседува. Може би ќе текстовите врати се ако сакаш. Уште еднаш наназад. Во Маја, кај Маја, например.
Еве да речеме, Маја, да, фото, горе, ето. Ево, библиографијата, пример, ја отворат и читате. Потоа изданијата да не веќе ви е јасно и познато. Јас пред се сакам да се заблагодарам на сите 6 мина учесници и овие аудио интервјуа навистина за мене како личност, пред се како новинар и публицист, морам тоа да си го потентирам и представува вистинско задоволство да седнам да разговарам со луѓето. Дел од тие интервјуа се направени токму на оваа масичка во мојата канцеларија и така натаму, но мислам дека ја има душата пред се охридска и кога зборувам за аудио, зборувам за некогаш пишаниот текст, велите добро полесно човек ќе се изрази, но кога сте тета-тет со човекот и кога му го слушате гласот, ја чувствувате неговата емоција, неговата длабочина, значи се е тоа моментално, не беа наместени прашања, туку напротив, одат мене искрени разговори во кои ги водев низ животот, секојдневието, нивното чувство како автори кон литературата, што мислат за Прличев, затоа што Прличев е стожерот на оваа институција и така натаму, ќе бидат интересни сигурно да се слушнат и подоста малку се до тоа ќе го чуете. И како најава можам да кажам, да не земам повторно збор подосна, дека и годинава ќе конкурираме со уште на нова тура повторно Министерство за култура и ќе се потрудам, барем кога ќе го направиме проектот деновивен, бидејќи до 30 јуни ни е рокот, да имаме други автори нормално и да биде тоа пред се прво како видео, не само аудио, туку и во видео, и да се прави надвор од библиотеката, например на омиленото место на тој автор, каде сака да го види, од каде сака да го види Охрид и кој е тоа место кое што го Охрид му е најубавото да биде кога твори и кога ужива. Јас се надевам дека дел од авторите ќе бидат застапени, мислам дека следна меѓу првите од овде што гледам ќе биде Виолета Ачковска. Да ме држите за збор и да се надевам дека Министерството ќе го одобри тој проектот, а ќе има и други, нормално сега да не двојам никого. За сите има време само да сме живи и здрави и да соработуваме и да оди понатаму цела работа како што треба. Сега ќе ја поканам Марина Димова Шиковска, односно Марина Шиковска Димовска, која е застапена во всушност овој аудио проект, но ја замоли да биде и промотор како моја долгогодишна соработничка од новинарските води и од радиоводителството и новинарството во некогашното наше непрежалено, за жал за сите кои работат на радио. Повели. Благодарам. Почитувани, добар ден и од мене. Среќна сум што денес имам чест и можност да зборувам за проектот чиј автор и реализатор е човекот кој е моја постојана поддршка, инспирација и мотивација. Тој е наш домакин денес на оваа средба на равнокрајни автори, како директор на Националната установа библиотека Григор Прличев и поддржувач на културата и уметноста во нашиот град воопшто, магистер Милчо Јовановски. Милчо Јовановски е новинар, книжевник, виш библиотекар, магистер во насоката медиуми и комуникации, незапирлив и неуморлив човек кој поседува богатство, идеи и планови, реализатор на огромен број проекти, а неговиот труд е вреднуван многупати со низа признања и награди доделени од институции кои го препознаваат истинскиот квалитет. Роден во Охрид 1964 година, дипломира на Филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје на катедрата Македонски јазик и југословенска книжевност, а подоцна стекнува и звање лектор по македонски јазик. Во 2013 година магистрира на правниот факултет Јустинијан I во Скопје на студиите по новинарство на насоката медиуми и комуникации, со одбрана на трудот улогата на локалните аудиовизуелни медиуми во демократските процеси во Република Македонија. Милчо Јовановски е автор на следните книги, монографии и публикации: Времето, а во времето тие, од 1996 година, книга со наградувани интервјуа и документарни записи на деновите на Македонското радио, монографијата 50 години Основно музичко училиште Методи Патче, монографија 50 години Културно-уметничко друштво Гердан од Охрид, етнолошката ризница на Трпејца, публикација, монографија 60 години Балкански фестивал на народни песни и игри, за Прличев и неговиот 19 век заедно со професорката Вера Стојчевска-Антик, монографијата Прличеви беседи, хроника на еден културен настан, како коавтор со Гордана Змејковска,
монографија 70 години библиотека Григор Прличев Охрид, каталог за депо за редов библиотечен материјал во библиотеката 2023. Роднокрајни автори, аудиозаписи 2024 година, DVD издание, ова за кој денес зборуваме, со авторите Мирко Томовски, Марина Икономова Шокева, Марина Шикова Димовска, Јордан Коцевски, Маја Мојсова и Сашо Димовски. И Охрид град галерија, DVD издание исто така, видео прошетка интервјуа со најзначајните охридски ликовни уметници: Јоне Симонче, Вангел Наумовски, Живко Пеовски, Јордан Манасиевски и Славко Упевче. Проектот Роднокрајни автори, аудиозаписи 2024 година, DVD издание, е реализиран во соработка со 6 автори од Охрид и има особено значење во збогатување на фонотеката на Националната установа библиотека Григор Прличев од Охрид. Како човек кој голем дел од својот работен век минал во Центарот за печат и радио Охрид, работејќи одговорно како главен уредник, но своевремено и директор на радиото, Милчо Јовановски на свој оригинален начин ја развива комуникацијата со секој од своите соговорници, водејќи се од фактот за високото значење на овој проект, за кој иако можеби сега во овој миг не сме доволно свесни, во иднина би развил вредност од многу пошироки размери. Станува збор за спонтани разговори во кои еден час минува за миг. Додека трепнете и помислите на тоа што се имате вие да кажете, веќе сте раскажале многу од сопствениот живот, вклучувајќи ја вашата приватност, но и сите ваши трудови. Овој проект можам да кажам дека се развива традиционално, со тоа што во 2010 година Милчо Јовановски уште пред да биде вработен во Националната установа библиотека Григор Прличев, се ангажира и го создава првиот дел од Роднокрајни автори, аудиозаписи каде се направени 10 интервјуа со 10 автори од Охрид. Вториот дел од овој така наречен серијал разговори го создава во 2011 година, каде повторно се застапени 10 роднокрајни автори. Година подоцна Јовановски го реализира и третиот дел од овој проект, каде се застапени 6 едночасовни разговори со 6 роднокрајни критичари. Огромно е значењето на еден проект од ваков вид, кој селективно и спонтано создава една фонотека богата со податоци, изобилство на раскажувања и теми кои ги засегаат нашите, роднокрајните автори, нели, но и оние кои први во раце ги имаат нивните книжевни трудови, секако книжевните критичари, но и без исклучок и пошироката публика која љубопитно пристапува кон секој аудиоисказ. Оценувајќи го со радост, особено бидејќи посебно ме допира аудиозаписот како таков, се надевам дека оваа традиција на овековечување на роднокрајните автори и трудови ќе продолжи и понатаму, за да оставиме на нашите поколенија наследство кое ќе ги охрабри и успешно ќе ги води низ сите животни предизвици. Честитки, Милчо. Вака удобно подсети што се направил во овие неколку десени. И сега она ти благодарам на вистина. Има беше убаво да се чуе некој да каже нешто. Иако многу работи остана недокажани во секој случај. Добро, да оставиме за друг пат. А сега ќе побарам Николче да ни го пушти тој аудиозапис од 12 минути, во кој секој од авторите застапени ќе се слушнат и се надевам дека ќе се препозна, нормално тоа се нивни мисли и дека се надевам дека сум го одбрал што може би е најдоброто или близко до најдоброто целото интервју. Поведете случај. Мирко Томовски. Па јас го познавав Смилен Наумовски, кој во меѓувреме едно време беше и директор на библиотеката. Дојде во клубот, па после ги запознав и Дода Илиевски и сите другите кои што беа. Некако, што знам, да не дојдеш во клубот во таа недела, нешто ти недостасува, нешто ти е прасно, нешто и можам да кажам. Значи, колку влијае литературниот клуб и сите критики и пофалби што ги добиваш на тој ден во литературниот клуб, кога ќе ја прочиташ песмата и кога некој од поискусните автори ќе ти укажа на грешките или ќе ти
укажат на некоја смерница каде треба да се движиш, каде не треба. Никогаш не сакам да ме фалат. Никогаш не се туркам да добијам награда, да добијам ова, не ме интересира. Сакам секој да биде искрен, да ми укаже бидејќи тоа е полесно за мен и не ме критикува, тој практично ми помага. Па секоја вечер испод 15-20, да и речам автори или писатели или било што, немаше. Не беше само поезија, не беше само проза, него слушавме радио. Секој петок еден член од клубот гостуваше во радио Охрид. После ние се собиравме пред време, ако беше во толку часот емисијата на радио Охрид, ние веќе бевме во библиотеката. Беше, мислам, не беше нешто словопарно, само читање или ова, него беше навистина нешто содржински. Марина Иконова Шокева. Па искрено да кажам, јас кога почнав да пишувам така за себе и со некој тесен круг на блиски луѓе, тука ќе го спомнам и нашиот покоен Тоди Илиевски, кој што огромна поддршка ми даде во тој момент. И ја ама баш ништо не знаев што треба да направам сега слово. Секако требаше некој да ја види, Тоди тука излезе во пресред, беше во можности со време. Едноставно, ните знаев како да се обратам, искрено да кажам, издавачки куќи, знаев некоја вака за поезија, кај да се обратив, па и не бе многу да интересирани са нека поезија од некој си поетеса од Охрид, прв пат вади на таа возраст и немаше некој интерес, ама се јавив кај Ѓурѓа, затоа што знаев за Ѓурѓа, како за почетник, па и иначе, стварно имав потреба некој издавачка куќа да састане за мене. Излезе првата книга, само ги правив промоциите, само организирав се, како беше така, и малку и не смеја, малку и сериозно. Да тониме, како во бунари, само чекаша хајде го дното, ама некој пак го нема дното, само под длабоко, и така тоа после стана некоја шала во бунарот, како падна во бунарот, и јас падна во бунарот. И така тој бунар што падна во еден момент кога почна да се себе преиспитува, тие се тие сликите, што се доста искрени и доста емотивни. Дајде, ако можам да квалификувам некако поезијата, по некако приличува некој исповедна, confessional, што ги имаше. Ама уште од времето на Силвија Плак, дека се споредувам, ама тој тип на пишување. Кога она што си го занемарувал, дотиснувал некако се излезе надвор и такви слики, емотивни, не многу ведри, ама одлично е тоа што излезе тоа се, па после тоа остави простор за нешто нови поимко. Марина Шикова Димовска. Сите раскази потекнуваат од кујната на мојот живот. Кај мене кујната многу ми готвеше изненадување во животот. Не дека сум единствена, сите живееме своја патека, нели? Онака како што јас ги доживував, така и ги имам пренесено на хартија. Значи, ресторанот секако дека има улога, случувањата се безброј, особено кога се работи со директна комуникација со луѓе, токму така. Кујната дома исто така, па таа е едно друго капче, каде што јас сум сама во кујната и многу често додека готвам ми се вртат стихови, реченици, зборови, некои нови, па успевам некогаш да ги запишам. Секогаш размислувам, секогаш создавам некоја креација, значи ако правам некој наједноставен рецепт, значи било што и да, јас можам да промедам некој стих да си создадам од она што го правам во моментот или да се сетам на нешто друго, да ми најде некоја инспирација. Така што инспирацијата е насекаде. Ние само треба да знаеме тоа, убаво да го набереме и да го облагородиме парчето хартија, за да може да се направи еден убав кус расказ. Затоа што јас сум љубител на кусите раскази. Сум работела многу работи во животот, ова го кажувам само за да кажам со какви се луѓе сум се сретнувала, какви профили на луѓе. 5 години работев во електронско казино, додека студирав, односно пред да ги завршам студиите, и оттаму извлеков многу интересни приказни. Значи, луѓето кои што доаѓаат тука секако дека се остануваат анонимни.
меѓутоа нивните приказни послужиле како мотив да се напише нешто повеќе. Јордан Процевски. Јас седнувам и пишувам. Пишувањето ми оди релативно брзо, затоа што го имам процесот на размислување претходно. Пишувам многу повеќе од 1600 збора, ако имам барем 4 сати за пишување. Јас го делам времето на 6 сати работни, во кои што околу сат време ми е размислување, сат време ми е пауза, и во тие 4 сати знам да пишувам доста брзо. Трек се дължи токму на тој еден тренинг што го имав и тоа ми беше доказ дека јас сум спремен и способен да земам да пишувам романи. Се трудам да ја направам таа дистанца, затоа што не се сите ликови едноставни, не се сите ликови лесни. Значи се сведува на оној за мене, значи се сведува на тој процес на размислување за ликот. Ако јас ги осмислам ликовите си, ја знам нивната заднинска приказна, ги знам начинот на кој што се однесуваат, реагираат, постапуваат, кога веќе сето тоа го имам замислено, е многу полесно да се пишува. Полесно е да се напише диалогот, секој лик да има собствен говор, секој лик да звучи поинаку, секој лик да има поинаку интеракција во однос на другите. Се разбира нараторот е тој што е горе-долу константен, меѓутоа ликовите сметам дека ми се различни и динамични. Прв пат се соочив со момент неодамна пишував нешто, каде што се зашибеав со болката на ликот и јас околу недела дена не можев да пишувам. Темата која обработував беше тешка, беше за лик кој се подготвува да изврши самоубиство. Толку ми падна сето тоа мене тешко што јас недела дена не можев не само ништо да напишам, туку физички се чувствував изнемощен, истрпен. Маја Мојсова. Во прозата, јас се движам во рамките на фантазијата, до некој степен научна фантастика, мистерија и сето тоа поврзано со реализам или магичен реализам. Она што го творил Маркес, меѓутоа далеко од тоа да го имитирам, тој пишува огромни романи во тој стил. Кај мене, значи, во прозата тоа се пуси форми на изразување. Значи, фантазијата и мистеријата, би рекла. Кога ги читам моите постави издадени или напишани дела, наспроти оние кои што ги создавам сега и во моментов, горда сум што можам да направам циклуси. Значи, јас верувам во тоа дека секој автор треба да расте и да вложува во себе си. Не треба да остане статичен и постојано да биде верен. Да, треба да е верен на својот литературен стил и јазик, меѓутоа не сме да остане статичен во однос на сите оние случувања со кои што сме бомбардирани или, например, да не сака да внесе некаков новитет во своето творештво. Кога ќе погледнам наназад во своето творештво, да можам да погледнам циклуси, а не одделни творби. Гледајќи ги циклусите, со тоа можам себе си да си кажам дека во тој одреден период сум творела така и така, а во некој нареден период ќе творам поинаку. Јас не сум од оние дисциплинирани автори кои што ќе речат денес ќе творам 7 часа, утре исто толку. Јас творам онака стихино, како што ќе ми дојде. И затоа често пати може да се случи одредени периоди буквално да ме снема од животот на другите луѓе, нека не се лутат, но тоа е оној момент кога некаков проблесок дошол кај мене и морам да го запишам тоа. Сашо Димовски. Најверојатно секој човек со текот на годините расне, барајќи се себе си, односно привоањето има својот собствен примарен медиум. Мене примарен медиум секако дека ми е текстот и потенцијалите кои текстот ги носи, без разлика дали тој се манифестира во проза, во драма или во балетско либрето. Тоа е трите жанрови ми се предизвик сам за себе, додека па од трета страна на операционализацијата со нечи туѓи текстови, како што тоа беше неодамна во Националниот театар во Деблецен, каде заедно со Дејан Пројковски ја поставивме представата Демони според Достоевски, и тоа е пристап од друг тип. Мене ми работата со текстот интересна заради тоа што секогаш
остварам простор за автентично измислување светови. Нели, светот на текстот се раѓа од зборот, од речта, од текстот, од логосот. И сам по себе тој како таков го има природниот вроден потенцијал да создаде свет. И затоа мене светот на текстот примарно интересен. Меѓутоа, како што се развивам како уметник, така и широчината на терминот текст ми се менува. Заради тоа што текстот во балетот е едно, за разлика од она што тој го представува во класичната драма или современи типовите современи драмски текстови 15 во дискурсот на романот. Меѓутоа, да, мене ми е текстот, зборовите ми се играчки и секогаш гледам зови да се заиграм тоа како што треба, а потоа да се обидам да се оставам некаков свет. Ете, тоа беше тој избор. Се надевам дека ми се допадна, се надевам дека не беше предолго. Се обидов да извлечам од луѓето тоа што може. Во последен интервјуто Ташо Диновски е правен преку интернет. Човекот меѓу време не беше тука, беше на неколку турнеи со исто театарот и сам како автор. Сега во моментот мислам дека во Сеул, во Јужна Кореја, и да му посакаме многу успех, не само нему, туку и на сите овие кои се застапени, и сите вие кои сте застапени во овој алманак. Ми беше драго овој официјален дел сега да го завршиме, а сега би сакал потоа малку и да се подружиме повторно и се надам дека да третата средба ќе имаме што уште повеќе да се пофалиме покрај овие два, можеби со некој трет проект во кој сите ние заедно ќе учествуваме на еден или друг начин. Ви посакувам убаво лето и многу плодни денови. И нови писатели да